Напад врз рускиот регион Курск на границата со Украина. Украина уништи повеќе мостови во регионот оваа недела за да ги блокира патиштата за снабдување. Русија возврати во украинскиот пограничен регион Суми, оштетувајќи автомобили, но немаше жртви. Пентагон сега гледа индиции дека Русија преместува мал број сили во Курск за да ја одбие украинската офанзива. Русија има навистина проблеми да возврати и продолжувате да гледате одреден напредок на Украина на терен во тој поглед. Русија соопшти дека илјадници цивили побегнале од пограничниот регион Курск. Украинска новинарка, која штотоку се врати од заземениот град Суџја за Гласот на Америка, потврди дека украинските сили го зазеле рускиот град со мала колатерална штета. Бев изненадена кога видов дека самиот град изгледа многу мирно и буквално ништо не се случуваше. Тоа значеше дека украинските сили напредуваат уште подалеку од таму. Оваа операција на украинците овој месец сега е најголемата инвазија врз Русија од Втората светска војна. Аналитичарите велат дека и дава нов поттик на Украина. Тоа им овозможува на украинците да извршат притисок врз Русија. Тоа е срамно за Кремљ. Но како точно овој чекор ќе обликува војната во Украина, останува нејасно. Голем дел од силите што русите ги користат за одбрана од овој упад во регионот Курск доаѓаат од Русија. Тие не се повлекуваат од линијата на фронтот во самата Украина, иако мал број војници се повлечени. Украина најави дека го одржува својот воен план во тајност од сојузниците, бидејќи многу од нив се обиделе да го игнорираат и го сметаат како нереален. Пентагон соопшти дека САД ќе продолжат силно да ја поддржуваат борбата на Украина за слобода.